Да се биде хроничар на едно време минато е тешка, одговорна, но благородна задача. За да се биде добар летописец за поречието, пред се треба добро да се спознае, добро да ги спознае поречаните, да знае да проникне во нивната душа, да ја разгране, а потоа однатре да ја наслика со сите нивни возвишени чувства, каде што сликајќи го нивниот живот, истовремено и го истражува, и го проучува, и се консултира, користи податоци на документи што имаат вредност од минатото, а сето тоа не само да го преточи како пишана неизбришлива трага, туку и во аудиовизуелен документаристички формат. За да се биде добар летописец за поречието, пред се треба добро да се спознае како со географските, антрополошките, така и се неговите етнолошки одлики, како што се старите обичаи за Божик, за Василица, за Водици, за Прочка, за Великден, за Ѓурѓовден, за Спасовден, за Довден, за Петровден, за Илинден, за Голема и Мала Богоројца, за летните и зимските слави, за грозје брањето, за есенското и пролетното засејување на нивите ораници, за жетвите, вршидбите, за кравчињата правостелни, за стадата овци и кози, за јарците, прчовите, за овните угичи, зашто туку стасаните млади овчарчиња, волорчиња, зашто туку стасаните бејќари и мобички, за аскерлакот на младите момчиња, зашто туку армасаните моми и бејќари, за мажачките и женитбите, за свадбите, а богами и за се она што не било и за се она што ќе биде. Почитувани мои, пред да ви ги пренесам моите досегашни сознанија за етноантрополошките одлики на поречиево, копајќи во архивите не само во етничка Македонија, туку широко Балканскиот полуостров во изминативе децении, предлагам да ве запознаам со моите сознанија за етногенезата на поречаните, чие потекло води од давнешни времиња. Порече 5000 години зрачи живот на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска. Порече 1500 години е дел од животниот простор на берзитите, на кнежеството Берзитија, во историографските записи познати по името Брсјаци, сродни по јазик македонски и култура македонска. Според истражувањата на многу географи, историчари, антрополози и етнографи, берзитите, односно брсјаците, се до последната деценија на 4 век од новата ера, постоеле како засебен етнос во Средна Европа, поточно речено во денешна Источна Германија, Западна Чешка и Југозападна Полска, меѓу градовите Баучен, Ерфурт, Прага и Краков. Во почетокот на 5 век, мал дел од берзитскиот, односно брсјачкиот етнос се населил во Белорусија, а поголемиот брсјачки етнос заминал кон југ на Балканот. Во 6 век брсјачкиот етнос, како мнозински етнос, ја населува Југозападна Македонија, територијата меѓу Охрид, Прилеп, Велес, Кичево и Порече. Брсјачкиот етнос кој се населил во Југозападна Македонија, кон крајот на 8 век, поточно речено, во 779 година формирал своја склавинија во историографските записи позната како Берзитија,
под воство на архонот Акамир, чија независност ја признала византиската царица од царската династија на Комнените, Ирена Комнен. Државата Берзитија на берзитскиот етнос се простирала северо-западно од средното течение на реката Лепенец, поточно речено јужните ограноци на Качаничката клисура, опфаќајќи ја Скопската депресија, во правец на сртобите на Дервенската клисура, северозападните планински венци на Шар планина, опфаќајќи ја Полошката депресија, сртобите на јужните ограноци на Бистра планина, опфаќајќи ја Мавровската депресија, Кичевско-Демихисарската депресија, Охридско-Преспанската и Пелагониската котлина, Костурско-Воденско-Кукушко-Гевгелиската енкиклава, Дојранско-Струмичката Бојмиска енкиклава, заклучно со Вардарската долина, движејќи се во правец на Вардарското извориште, опфаќајќи го југозападното речно сливно подречје и поречието. Антрополозите, географите, историчарите и етнографите сметаат дека брсијачки региони во Република Македонија се Мариовската регија, Битолската регија, Прилепската регија, Преспанската регија, Гевгелиско-Бојмиската регија, Дојранско-Струмичката регија, Тиквешката регија, Велешката регија, регијата Азот, делумно Скопската регија, делумно Долни Дримкол, Малесија, Демир Хисар, Кичевската регија и Поречката област. Антрополошко-етнографските одлики на Порече и поречаните се нераскинлив дел од парчево земја која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее македонски, како дел на древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел на христијанската апостолска екумена од времето на апостол Павле, периодот на престојот на апостол Павле во Македонија, кое траело 7 години од 51-та до 57-та година, како дел на Источното Римско царство, како дел на периодот на населувањето на 8 словенски племина, меѓу кои и брсјаците, кој се одвивал од 5 до 7 век, како дел на Берзитската склавинија, позната како Берзитија, под воство на архонтот Акамир, како дел од времето на властелинот со Византија Петруш Саватиев, во историографските записи познат како Јустинијан Прима, кој со Македонија владеел од 527 година до 565 година, како дел на сесловенските мисионери Свети Методи и Свети Кирил, како дел од Свети Клементовата книжевна школа, формирана во 886 година од Свети Климент Охридски, во чии рамки на ова школа се подготвувал образовен кадар кој бил испречен во учителска, проповедничка и свештеничка дејност во сите делови на Западна Македонија, како дел на мноштвото црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комутополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето со Македонија на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели царот Иван Владислав и царот Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од историските записи на византискиот историчар Јован Скилица, кои датираат од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во црковните грамоти на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година
во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, во грамотите на царот Стефан Душан од 1353 година и 1357 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1364 година, во црковните повелби на македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин и македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година до 1395 година. Антрополошко-етнографските одлики на Порече и поречаните се нераскинлив дел со парчево земја која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее македонски како дел од Отоманската империја од 1395 година па се до 1912 година, периодот од Балканските и Првата светска војна, периодот на кралството на србите, хрватите и словенците, кралството на Југославија и за време на периодот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и денешново современие. За антрополошко-етнографските одлики на Порече и поречаните говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394 и 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Гарковиќ, Васил Крнчов во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика, Јован Трифуновски и Петар Јовановиќ. Почитувани мои, предлагам да ве запознаам за етно-антрополошките одлики на поречието, копајќи во архивите не само во етничка Македонија, туку широко Балканскиот полуостров, во изминативе децении, на еден од најпознатите антрополози, етнографи и историчари, не само во Македонија, балканскиве простори, туку и во европски размери, професорот Драгослав Миновски, така и со еден од помладата генерација македонски етнографи, чие негово антрополошко-етнографско истражување за Поречиево трае неколку децении, Бојан Бежовски, во продолжение на оваа репортажа. Областа Порече или просторот кој денес го зафаќа општината Македонски Брод се наоѓа во западните делови на Република Македонија. Поточно, областа се протега во средниот тек на реката Треска. Долината на реката Треска е пробиена помеѓу мощни високи планини и наликува на високо распространета котлина, односно басен. Басенот на Порече на југ е ограничен со планината Бушева, на запад е заграден со планинскиот венец составен од планините Песјак, Челоица и Сува гора, а на исток котлината е обиколена со планинскиот масив Јакупица, со нејзините ограноци Сува планина, Караџица, Перчулица, Јакупица и Даутица. Во однос на сообраќајната поврзаност, главна и најпрометна сообраќајница представува регионалниот пат кој ги поврзува Прилеп, Македонски Брод и Кичево. Сообраќај се остварува и во патниот правец Скопје-Македонски Брод, преку преминот Кула, односно Јасен, каде се поминува временски во еден правец. Поречката котлина нема форма на права рамничарска котлина, туку наликува на разбранувана површина, пресечена со бројни речни долини и долови.
Од структурниот релјеф голем интерес побудуваат планинските врвови кои овде се издигнуваа со височини од над 2000 метри. Меѓу нив, најатрактивен е врвот Солунска глава, висок 2540 метри. Исто така, атрактивни се врвовите Караджица, Перчулица, Попово брдо, Миленков камен, Даутица, Бел камен, Добра вода, Јошков камен, Дупен камен, Мусица, Фојник. Карстот во Порече е застапен со површински и подземни манифестации. Површинскиот карст е представен со неколку карстни полиња, како што се Солунско поле и Шире гарник на Мокра планина и Живкови дупки на Сува гора. Исто така, впечатлива појава представува и карстната површ Боро поле. Покрај овие крупни релјефни површини, значајни појави се и подземните карстни форми, представени со пештери и пропасти. Во областа има повеќе од 50 пештери и пропасти, кои досега се доста проучени. Најатрактивни пештери се Пешна, препознатлива по незиниот маркантен пештерски отвор, пештерата Слатински извор, Горна Слатинска, Змејовица, Девина, Момичек, Лапарница, Голубарник, Алена и други. Од пропастите најатрактивни се Словачка јама, Длабока јама, Солунска јама и други. Културно-историските вредности на Порече се среќаваат како археолошки наоѓалишта, разурнати населби, тврдини и така натаму и многу црковни светилишта. Во Порече има повеќе старини, меѓу кои најпознати се Девините кули и ѕидините во пештерата Пешна. Меѓу сите светилишта, најважното централно место му припаѓа на манастирот посветен на раѓањето на Пресвета Богородица во селото Горни Манастирец, познат уште како Поречки манастир. Покрај овој манастир, атрактивни се црквите Свети Илија во Самоков и Свети Богородица во Македонски Брод, а посебна атракција представува и ново изградената црква на врвот Фојник, посветена на Свето Преображение. Ако зборуваме за настанокот на името на поречието, имаме една легенда врзана каде што за време на Отоманската империја поречаните биле мобилизирани и притиснати да го прифатат исламот и тие ветиле дека ќе го прифатат исламот, но по нарекување на поп Кофил од поречкото село Косово, за да не го прифаќаат исламот, тие порекле пред турскиот бег и етнографски Порече од секогаш било населено со македонско и христијанско население и за време на историјата никогаш не е забележано исламизирање на областа Порече. Иако била населена за време на Отоманската империја, владеели одредени бегови, но никогаш не е забележана исламизација. За антрополошко-етнографските одлики на Порече и поречаните говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ, Васил Крнчов во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика, Јован Трифуновски и Петар Јовановиќ.
Кога зборуваме за истражувачката дејност на поречието, не може да не се спомне полскиот патеписец Јозеф Обремски, кој во далечната 1932 година, па се до 1933 година доаѓа во Порече, односно во селото Волче, и тој престојува и живее тој период од 1932 до 1933 година во семејството кај Коло и Кире Трајчевски и нивната мајка Стевкојца. Јозеф Обремски во тој период во Порече збира доста етнографски и фолклорни записи за поречката заедница, односно добро се вклопува во нивниот начин на живење. Тој успева да ги запише и да ги зачува народните песни, народните преданија од поречието, народните обичаи, па се дури и до магиско-ритуалните обреди на поречката заедница. Јозеф Обремски во Порече прави околу 560 фотографии со тогашна технологија, фотоапарат кој што одблеснувал на стакло, а потоа ги носи во Варшава, Република Полска. За време на бомбардирањето на Варшава, тие записи можеле за секогаш да исчезнат, но мудриот Јозеф во лимени кутии ги закопува сите тие фотографии и слики во неговиот двор во куќата. По завршувањето на бомбардирањето на Варшава, тие записи и фотографии се носат во Соединетите Американски држави, каде што се преработуваат. Денес се зачувани 160 фотографии од поречката заедница, начинот на живење, начинот на кој што функционирала таа поречка заедница. Порече и Македонски Брод треба да се гордее и да му биде многу благодарен на Јозеф Обремски, кој што во тој период успеал да собере фолклорен и етнографски запис за поречката заедница и Порече да го воскресне едноставно и за Порече да дознае цел свет. Благодарение на професорот и етномузикологот Анас Вражиновски во 2003 година се објавени книгите со материјалите од Јозеф Обремски. Едната е фолклорни етнографски записи од Порече и Алманах од Порече 1932-1933 година, каде што јасно се гледаат тие 160 фотографии од поречката заедница, нивниот начин на живење, секојдневната работа, празнувањата во кои што ги има запишано Обремски во тој период кога престојувал. Тука спаѓаат великденските празнувања, ѓурџевденските празнувања, водици, бадник. Многу добро и убаво сликовито ги има опишано традициите и обичаите на поречката заедница, како тие обстојувале, народната медицина да не исклучиме. Она што се тие го правеле за да обстои таа поречка заедница. Сега кога зборуваме за истражувачката дејност на Обремски, тука ќе се припојам на моето истражување во поречието. Односно, истражувачката дејност на Обремски ми беше како двигател и потек да јас го истражам поречието, односно моето дело со наслов Културата и традицијата на поречката заедница, која што излезе од печат 2022 година, е како јубилејно издание, затоа што Порече во истражувањето на Јозеф Обремски од 1932 година па се до 2022 година изминува 90 години. Така да во тој изминат период никој апсолутно се нема дрзнато да пишува етнографски записи за поречието, односно како продолжување на она што го оставил Јозеф. Јас направив 7-месечно теренско истражување во поречието и ги зачував, односно во таа моја книга Културата и традицијата на поречката заедница се зачувани
Најпрво народните песни од поречието кои што денес се уште се пеат од страна на поречката заедница, народните приказни, народните верувања, народната медицина која што најмногу ми остави впечаток и ден денес која што се практикува. И јасно можам тука да кажам дека таа народна медицина со оваа денешната воопшто не може да се наречи и медицина. Народните обреди и магиско-ритуалните обреди за време на одредени празнувања, па се дури до култот на умрениот, односно магиско-ритуални обреди за време на смрт. Јас 7 месеци го истражував поречието, крстарев низ Порече, еден извесен период ти престојува во селото Битово, во семејството Јосифовски, кај Наумче и Богица, кој што добро и пријатно ме пречека и ми дозволија да можам да го истражувам горниот дел на поречието, односно селата Битово, Волче, Брест, Зркле, Сушица, Брезница, и се собраа доста етнографски записи за тоа како живее поречката заедница денес. Како последно мое до сегашно издадено дело е публицистичкиот труд со наслов Културата и традицијата на поречката заедница, кој што го опфаќа начинот на живење на поречката заедница од моментот на истражувањето, тоа е од 2020 година па се до 2022 година кога делото излегува од печат и е достапно за читателите. Публицистичкиот труд Културата и традицијата на поречката заедница е хронолошки поделена. Најпрво е опишан местоположбата на поречието, доселувањето на поречието, камено време, за време на поречието, Отоманската империја. Па потоа навлегуваме во со директни разговори на поречаните. Ги зачувуваме народните песни кои што и ден денес се пеат. И тук имаме хронологија. Имаме народни песни кои што се пеат за време на одредени празници, например великденските песни, ѓурѓевденските песни, жетварските песни од поречието. Заштитени се народните приказни кои што ги кажувале бабите, дедовците на своите внуци, токму од поречието, каде што стварно сврзана е тематиката со поречието. Народната медицина во поречието, тука ми остави најголем впечаток. Зборуваме, кога зборуваме за народната медицина во Порече, зборуваме за тоа како поречаните се лекувале, односно во тој период и не познавале многу болести кои што денес медицината ги образложува. Кога зборуваме за народна медицина во поречието, се мисли на тоа баење, кушање од страна на луѓе кои што се занимавале со тоа. Потоа се зачувани народните верувања во поречието, она што се го правеле поречаните за време на одредени празнувања, например за Божик, за Бадник, за Водици, за Великден. Народните обичаи, садбените обичаи се зачувани од поречието, магиско-ритуалните обреди и култот на починатото лице, кој што го практикувале во поречието и ден денес тоа се практикува, затоа што јас тоа го забележав и го запишав. Порече едноставно е непресушен извор за истражување. Порече секогаш нуди на секој кој што ќе изрази желба од било која бранша да може да пишува. Дали ќе биде поезија, дали ќе биде фолклор, етнографија и слично. Јас моментално работам на топонимите во Порече. Целта ми е да ги зачувам топонимите од поречието од секое село. Напоредно
имаме желба од мојот публицистички труд со наслов Културата и традицијата на поречката земница, кој што има 77 наслови, да почнам етапно да работам од секој наслов поединечно. Пример, народните обичаи. Конкретно да се работат за народните обичаи, потоа конкретно да се работи за народните верувања од поречието. Има работа и се надевам дека ќе успееме во сето тоа. Единствен случај, така да речем, во поречието, во старо обичај, се водици. Речеме, во селото имам јас појдено во Долни Манастирис, имам во Зркле, имам појдено во Тополница, 4 дена се, каде што стварно има човек што да види, стварно она традиција е жива и денеска. Да, едноставно порече можам да кажам дека живее за тие денови, поготово за водичарските обичаи. Како што рековте и вие, има во некои села каде што водици се празнува веќе 4 дена. Еве конкретно за моето село од каде што јас потекнувам, тоа е селото Зркле. И убаво се сеќавам кога направивме една емисија за селото Зркле, да. Најпрво водици почнуваат со таа дрварска вечер, каде што секој од семејството носи по товар дрва на кумот. Потоа почнува со врзувањето на котлето, каде што тој обичај врзување на котлето стриктно го изведуваат жени со плетење на мартинки, китка босилек и сребрена паричка, која што се става на светиот и сечесен крст, а потоа кумот оди од куќа во куќа за да го наполнат котлето со вода. Секоја куќа дава по една чашка вода и на вечерта кумот оди во црква за да биде осветена таа вода. Па потоа утредента, пред да изгрее сонце, веќе котлето е вратено во селото и почнува кумот и лажикумот да одат од куќа на куќа, каде што ги канат сите присутни во домот да одат на гости кај кумот. Привлегувањето на секој кај кумот го целува крстот, а кумот го покрстува со попрскување на главата и секој го дарува со оноку колку што има. Тоа се дел од водопосот и машките водици. Веќе на женските водици се случува една поголема церемонија, каде што се одврзува крстот точно на пладне. Во одврзувањето на крстот учествуваат само мажи. Ако во врзувањето на крстот учествува само жени, во одврзувањето учествуваат само мажи. А жените пеат водичарски песни. Редоследно оди од година во година како што се слави водици и како што му иде редот на кумот за славење, така го одврзуваат крстот. Секој помалце го одврзува крстот со благословување на сите присутни. По секое поречко село си има своја слава, односно оди по именувањето на црквата, таа и селска слава. Например, ако црквата се вика Свети Илија, па селото го слави Илинден или Свети Димитри Митровден. Факт е дека секоја поречка куќа славата започнува со тој славски колач, кој што е осветен од страна на свештеникот. Свештеникот доаѓа во секој храм, најпрво да е благослови пченицата и виното, а потоа и лебот. Не може да се замисли ни една поречка слава без присуство на свештеник и без осветување на тој славски колач, бидејќи славата како слава од секогаш ја прави тој славски колач, пченица и вино кој што ќе биде благословено од страна на свештеникот во самиот дом. Ајде малку да ги опишиш
детите за кога ќе се армасаат девојката и момчето. Да, веќе тука зборуваме за свадбените обичаи и ги имам запишано во мојот публицистички труд. Откако ќе се армасаат, како што рековте, девојката и зетот, најпрво одат од страна на зетот во куќата на невестата, каде што се прави таа веридба, кога официјално почнува свадбениот ритуал. Во домот на зетот се замесува свадбена погача и се кити со босилок, се развејува бајракот кој што се кити исто со босилок и јаболко, а потоа со музика, со свирки одат кај невестата за да е земат и да ја носат во домот на зетот. Порече од секогаш било автентично во празнување, во изведувањето на тие свадбени ритуали и има и тука одредени обичаи и ритуали кога се пречекува невестата во домот на зетот. Излегува свекрвата, е пречекува со леб и сито. Лебот го става под левата под мишка, а ситото со брашно и го дава да засе. Имало верување за да бидат сите во куќата. Потоа зетот е симнува од коњот и во раце пренесува преку прагот во домот. Повторно свекрвата ја пречекува и ја воведува во огништето, каде што 3 пати ја допира до огништето, односно до тој оџак од каде што се готвел и така натака, со верување да невестата се врти само околу огништето и да готви и да служи на заедницата, на семејството. Невестинската поворка, односно самиот свадбен ритуал го сочинува нормално зетот и невестата, родителите од страна на зетот, родителите од страна на невестата, односно и потесното семејство. Потоа имаме старосват, скутарче, кое што го дарува невестата. Имаме бајрактер, неизбежно е кумот, потоа одат во црква, а таму веќе почнува венчавањето од страна на свештено лице. Кога се раѓа поднов во семејството, во минатото, во поречието, имало така наречени бабици кои што го изведувале тој пораѓај. Мене ми остави многу впечаток таа народна медицина кога бабицата е лепела таа папочна врвца, односно тоа го имам запишано во тој мој публицистички труд. Тоа се вика жигнување, односно лепење. За време на пораѓајот бабицата вжештува маша во огништето и откако ќе дојде на свет подновот, бабицата е превиткувала таа папочна врвца неколку пати и со помош на машата е лепела таа папочна врвца. Потоа следува 40 дена кога младата родилка не излегува од својот дом. Имало верување дека можат да нагази нешто, да биде лошо за малото детенце. Таа 40 дена поминува во домот, односно, а после 40-тиот ден малото детенце со мајката се носи во храмот каде што свештеникот прави молитва. Првите 40 дена се прави голема молитва. Значи на големата молитва учествуваат само мајката, бебето и таткото и нормално свештеникот кој што извршува таа молитва. Во поречието ја забележав дека веднаш после 40-тиот ден ги правеле и крштевките. Не чекале да поминат година и така натака, бидејќи верувале дека некрстеното дете не може да го внесуваат во храмот и дека тогаш може да се случуваат многу негативни работи на самиот плод, па тие веднаш после 40-тиот ден извршувале светата тајна крштение. Во порече јас имам забележано Коледе и нели после тоа иде и православната нова година Василица. За Коледе и Бадник, односно тоа се сврзува со словенскиот збор, црковно-словенскиот збор Будник или Бадник, каде што заедницата за време на Бадник и Божик останува будна да го дочека Христовото раѓање. Строг пост, се прави пост на трпеза, домаќинката замесувала мазници, зелници. Денот младите дечина
најпрво коледарат и биле дарувани со мали симитчина, овошје, ореви, костен и она што го имала поречката заедница во својот дом. Потоа следува другиот ден е Божик, заедницата оди во храмовите, во селските цркви каде што се изведувале литургии и сето тоа било добро подкрепено и со одредени ритуали кои што ги правеле поречаните. Во селото Сушица, од мојот информатор забележав дека за време на Бадник, изочи Божик, од тестото кое што го замесувале славскиот зелник во кој што ставале паричка, земале тесто и правеле крстови на вратите, кој што тој крсто тесто стоел до Машки водици, односно верувале дека од Бадник до Машки водици тие се некрстени денови, па со помош на тој ритуал кој што го изведувале, верувале дека ќе бидат заштитени од негативни и зли сили кои што можеле да напакостат на поречката заедница. Василица или стара или православна нова година исто се празнува во поречката заедница и она што го забележав е ритуалот каде што секое семејство е во домот и исто се прави славски колач. Еден од ритуалите што го кажа Митана Славеска од селото Горно Зркле, исто ми остави впечаток е тоа што на самиот ден на Василица од тој славски колач се зема едно парче и се става во земјан каленик и домаќинката одела кај стежерот каде што се вршело житото, клекнувала тука и го оставала тој каленик со парче од тој славски колач и го повикувала ветрот. Верувале дека на Свети Васили, ако доколку се молат, и да го повикаат ветрот со зборовите дојди ветре сега да вечераме, а налето да дојдиш жито да вееме. Така тоа го правеле 3 пати и ете верувале дека на тој начин ќе успеа да го повикаат ветрот за време на летните жетварски денови, дека ќе можат без никаков проблем да го веат житото што ќе го сожнеат од тие поречки полина. Кога зборуваме за ритуалот и верувањата на поречаните, тука би го спомнал и обичајот додоле, кој што го практикували ден денес го прават тој обичај. Тоа е кога го повикуваат дождот, кога подолг период нема заврнато низ полето и плашејќи се дека ќе биде уништено житото од сончевите и жешки денови, тие правеле обичај додоле. Тоа го правеле со дете кое што бил сирак, односно кој што го има изгубено еден од родителите, го облекувале со трева наречена базел и му давале во раката да носи котле и китка босилок. Водата ја полнеле од мостовите, од реката каде што има мост и оделе по селото, го заобиколувале синорот на селото и пееле тие додолски песни. Јас ги имам запишано таа додолска песна кој што ја пееле во поречието и оделе потоа од куќе на куќе каде што го дарувале додолето, односно детето го дарувале со брашно, јајца, млеко, месо. А постат како ќе завршил тој додолски обичај, седнувале на гумното каде што се вршело жито и правеле еден скромен ручек од она што сето го собрале од страна на луѓето кои што го дарувале додолето. Јас сега не знам дали навистина почнувало да врне или не, меѓутоа тие верувале дека откако ќе го направат тој додолски обичај дека почнувало да врне. Покрсти како обичај се изведувал во поречието. Имам забележано дека тоа го практикувале, го правеле за време на великденските обичаи во селото Слатина и Грешница, во поречието, ги правеле тие покрсти, но конкретно ако зборуваме за покрсти од она што јас ги имам истражувано, е доминантното случување покрсти кој што се случува во Македонски Брод. Покрстите тоа е црковен обичај и сврзан со обичајот носење на тие великденски кули. Тука станува збор за време на отоманското владење на Асамбек, каде што им било забранувано да се изведуваат и празнуваат православните обичаи, па така да
угледните сограѓани од Македонски Брод во тој период одат во Битола, кај битолскиот муфтија, да побараат и да откупат барем еден ден да може да го празнуваат онака како што тие сакаат. Тој им е одобрено да го празнуваат вториот ден Великден. Најпрво почнува по крстите, односно тргнува со литија од соборниот храм во Македонски Брод и се оди со свештениците на црковни места, каде што се резба во 4 дабови дрва, кои што го значуваат 4 страни на светот, се резба крст, а потоа тој крст се жлеба со стврдел и во него се става леп, вино, кој што го символизира телото и крвта на Господ Исус Христос, а потоа тој крст се запечатува со клин кој што го символизира клинот каде што бил распнат Христос на крстот. Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Може би македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое е било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција. Значи старите слави, прослави и така натаму. Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани, светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Почитувани мои, предлагам досегашните сознанија за народниот песнопоен и играорен фолклор за поречието, како на Бојан Бежовски и Драгослав Миновски, да ги проследите во придружба на гејдаџијата Радко Златановски во продолжение на оваа репортажа. Се викам Радко Златановски, свирам на гајда 45 години. Роден сум овдека во ова село пред 60 години. А свирам 45 години. Моментално живеам у Скопје, у Ѓорче Петров. Иначе гајда свирам многу одамна. Татко ми свиреше гајда. Не дека 60 и некоја година купи нова гајда, да него и мене ми остави старата гајда. И јас и почнав со гајдата, само со тоа гајдарката, речено така. И се научив, не дека почнав декември месец, баш ова време беше не дека 20 декември. И се научив, до Великден се научив да свирам, што да ти кажам, имаше тука 3-4 гајдачи, ги поминав нив. И
Со свирките, тие знаа по 3-4 свирки и јас си научив. Едино татко ми свиреше многу поубаво, за разлика тука од овие села, беше еден од најдобрите гедаджи. Се викаше Стојмир, сега тука малку погоре и беше меѓу првите гедаджи. И тоа беше 69-та година кога почнав, 70-та година. И после си почнав да свирам така на Танане, отидов у Скопје, у војска заминав што се гајда. Низ Скопје свирав по многу друштва, Европа цела сум ме свртел, Австралија, Јапонија, Јужна Кореја. Порано само гајда имаше и по свадби, сидеше 2 гајди, 3 гајди, зависи кое село како. Други инструменти после почна армоника и такви работи. Ја да ти кажам, од ова село, един од татко ми што има некој ора, можам да ти ги освирам оригинално. Девојче бело црвено ме одирано на вода. Девојче бело црвено ме одирано на вода. Ме одирано на вода. Ме одирано на вода. Водата ти е далеку, Бунаро преку Вардаро. Водата ти е далеку, Бунаро преку Вардаро. Бунаро преку Вардаро. Бунаро преку Вардаро. Чешмата преку реката, чешмата преку реката. Там има сенки високи, там има сенки високи. Не легнеш, че се усмиеш, нема кој да те разбуди. Че легнеш, че се успиеш, нема кој да те разбуди. Гедаджија! Јас имам братче, златарче, јас имам братче. Почитувани мои, порече и поречаните се нераскидлив дел на македонскиот етнос, кој со векови живее на парчево земја, која со милениуми се нарекува Македонија, која за веки веков ќе остане во колективната меморија на македонецот, кој нема да дозволи да биде покриена од правта на заборавот.